Колку судството во Струмица е независно и објективно, треба да покаже истражувањето на Сдруженијето Новост, кое во соработка со Институтот за европска политика во 10 општини во Македонија прави обсервација на јавно мислење на околу 4000 граѓани. Ние како институт не го вршиме тоа испитување, значи ние таа задача дадовме на нашите грантисти преку нивните проекти да го вршат. Значи опфатени се во оваа грантова шема опфатени општина Струмица, општина Прилеп, општина Велес и другите се на ниво на Скопје. Но дел од проектите се однесуваат и на национално ниво, така што индиректно би рекол дека околу 3-4000 граѓани се директно вклучени во дел од активностите кои ги спроведуваат нашите грантисти. Една од главните причини е воспоставување на независно и ефикасно судство како основен предуслов кој мора да биде исполнет за влез на Република Македонија во големото европско семејство. Непристрасноста, интегритетот и високите стандарди на судење во судовите се од суштинско значење за заштита на владење на правото како клучен општествен и правен принцип. Целта на денешната тркализна маса е да добиеме конструктивни предлози и препораки од представниците на правосудните органи кои што ќе бидат внесени во истражувањето кое што ќе биде промовирано на крајот на месец март. Покрај представниците од правосудните органи го меревме јавното мислење на граѓаните во врска со независноста и објективноста на судството, па затоа сакавме да имавме баланс и од правосудните органи и од граѓаните за да добиеме еден релевантен документ кој што ќе биде од корист за сите. За правосудството говореа адвокати, заменик народен правобранител, представници од граѓанскиот сектор и од правосудната фила. Инаку Сдруженијето Новост на оваа тема направи истражување, односно подготвила студија. Конечните резултати од анкетите, интервјуата и анализите од целиот овој процес ќе бидат презентирани на завршна пресконференција во месец јуни.